Драги гледачи, добро дојдовте во најновото издание на спортската репортажа на Ирис телевизија, во која ќе се осврнеме за најновите актуелности поврзани со првенството во третата фудбалска лига група Исток. Репортажи преку кои се обидуваме на најдобар можен начин да допринесеме до популаризација на фудбалската игра, за афирмација на плејадата на млади играчи кои спишуваат некои нови страници на фудбалот на добриот стар Исток. Во пресед на последното есенско коло, должни сме да кажеме дека насекаде идовме на вредни домаќини кои пленат со својата гостопримливост и од надпревар во надпревар се трудеа да обезбедат најнормални услови и на играчите и на верните навивачи. Распоредот и ждрепката сакаше во последното есенско коло, 14-то поред, да се сретат екипите на Китго Пекчево, кој е убедливо на првото место, и тимот на Малеш, кој е сигурен на второто место. Раковствата на двете екипи се договорија, а тоа го прифати и раководните структури од третата лига, мечот поради реконструкцијата на теренот наместо во Пекчево да се одигра во Берово. Берово е спортски град и нееднаш се докажал по својата срдатост и гостопримливост. Впрочем, дека фудбалот во Берово се сака и од срце се почитува, сведочи и нашата камера, која ја регистрираше дисциплинираната колона на навивачи како чекат на ред да си купат влезница за да присуствуваат на овој надпревар и колку можат и на овој начин да го помогнат својот клуб кој им е во срцето. Берово беше цела ноќ под влажна обсада, а трагите од дождот беа видливи по целиот терен. Пред почетокот на надпреварот, официјалните лица, заедно со тренерите и капитените на двете екипи, извршија увид на теренот со констатација дека нема услови за игра, но и дека заради огромниот интерес и големиот број на навивачи од Берово, а ги имаше од Пекчево, вреди да се одигра и да им се излезе во пресред. Сепак фудбалот е најважна споредна работа на светот, иако на ваков терен носи и своји ризици. За овој надпревар тренерот на Малеш, Бојан Радински, се реши за следниот состав. Со број 1 Гоце Биковски, број 4 Бранислав Радински, кој водно е капитен на екипата, број 5 Ефтин Ингилизов, број 7 Глигорчо Арменски, број 8 Ахмет Халитов, број 9 Ерол Пилов, број 10 Митко Пачемски, број 13 Димитар Каракутовски, број 15 Марио Андонов, број 18 Томи Бубевски, со број 19 Илија Шонтески. На клупата за резервни фудбалери се Кирил Черговски со број 2, број 3 Роберт Симеонов, број 11 Тони Мичковски, број 14 Христијан Стојановски, број 16 Александар Муртовски и со број 17 Давид Симевски. Тренерот на Китго Пекчево Трајче Сенев се реши за следниот состав. Со број 1 Стојан Богдановски, број 4 Миле Денковски, број 6 Иле Синев, број 7 Мартин Стојанов, број 9 Андреј Симевски, кој е водно капитен на екипата, број 13 Иван Колев, број 14 Јорданчо Трендафилов, број 15 Владимир Дујовски, број 16 Бобан Тиквишанац, број 19 Мартин Димовски и со број 20 Владко Стојанов. На клупата за резервни фудбалери се со број 12 Тамер Јамаковски, број 3 Денис Јанковски, број 5 Дени Андонов, број 10 Маријан Ташков и со број 11 Томи Станоевски. Главен судија на овој надпревар е Спире Арсов, прв помошник Игорче Богатинов и двајцата откочени, втор помошник е Зоран Саздовски, а четврти судија Здравко Костовски и двајцата Штип. Делегат на надпреварот е Јоже Јефтимов од Чишиново, а контролор Ванчо Коцев е Штип.
Откако судијата Спире Арсов од Кочани даде знак за почеток на мечот, првиот центар тргна играчите на Малеш, кои се во црвени дресови преку Ерол Пилов. Почетото испитување на овој меч беше во главно со теренот, а потоа со противничките играчи. Се чини ќе има потешкоти со контролата на топката и за тоа е потребна внимателна игра кај овите екипи. Аут изведе Денковски, кој фрла топката кон Мартин Стојанов, а овој додава до Дујовски. Играчот кој потекнува токму од Малеш одлично го пронаоѓа Димовски, кој шутира, но блокира Ингилизов, а во вториот обид голман Биковски го одбрани ударот на Димовски. Од огромна далече на слободен удар за капитенот Радински, по тешкиот терен голманот Богдановски ја есули топката, која сепак застана во водата крај корнер линијата, беше вратена пред голот на Дујовски, успеа да расчисти. Брза акција на играчите на Кит го по левата страна, тикве шанс до Трендафилов, кој пак продолжи кон Димовски. Димовски во обид да го пронаде Симевски, а околу него беа Андонов и Каракутовски, кој пред Мартин Стојанов расчистува, исфрлајќи ја топката во корнер. По левата страна Тикушанат се изведе аут и топката уфрли кон Трендафилов, но голманот Биковски реагира храбро, со пад во нозе успеа да ја скроти оваа топка. Мартин Димовски упати центаршот кон голот на Малеш, одбрбените играчи сведе топката. Натрча Дујовски, веднаш шутира, но крај голот. Акција по десната страна преку Денковски, додава до Трендафилов. Убав дриблинг на Трендафилов, легува во казнетиот простор, несебиче го проигрува Симевски, кој од идеална позиција сам пред голот, нишени крај голот. Убава чиста ситуација за гол и за откривање на резултатот, но за жал на Кит Гој на Симевски пропаѓа. Денковски во дуел е поуспешен од Шонтевски, додава до Владко Стојанов. Симевски и Каракутовски се во борба за позиција по која капитенот Радински исфрла, но само до Тиквешанац. Акцијата продолжува преку Сине, повторно Димовски, повторно Тиквешанац, следе одличен центаршот, кој со глава го прифаќа Мартин Стојанов, враќа за Трендафилов, но Шонтевски атрактивно реагира пред Дујовски и исфрла тапката само до Владко Стојанов, кој шутер од прва, но високо над голот. Играчите на Кит го се закајани преку Димовски, но неговиот центаршот од браната на Малеш успеа да го расчисти. По левата страна повторно Димовски, одлично го пронаде Мартин Стојанов, кој наназад го проигра Владко Стојанов, кој шутира, но непрецизно над голот. За ватерпол условите на овој меч во Берово сведочи акцијата од 33-та минута, за која коментар не е потребен. Сликата доволно говори за упорноста и храброста на играчите на обете екипи, кои заслужуваат искрени честитки. Малеш преку Халитов акција, кој мина крај Тиквешанац, го проигрува Арменски, а кој веднаш откосо шутира кон голот на Кит Го, но голманот Богданов се е на место и одбрани. Во 36-та минута очигледен краток спој помеѓу Трендафилов и Радински заврши со судиска вербална дискусија, но која очигледно не вроди со плод, пошто судијата Спире Арсов помалку неочекувано за гледачите им додели директни црвени картони на двајцата. Во продолжение, секако ќе им биде потешко и на двете екипи, бидејќи теренскиот простор е голем, а останува да го покриваат престанатите по 9 играчи кај двете екипи, не рачунајќи ги голманите. Капитенот Симевски и Дујовски изведува брза акција, по која се дуваше идеален центаршот на Дујовски. На топката со глава реагираше Мартин Стојанов, нишајнејќи во самиот горе нагол, но голманот Биковски со пантерски скок изведе прекрасна парада, фантастични одбрани и свалајќи ја топката во корнер. Сите аплаузи за Гоце Биковски, кој го спаси својот тим од сигурен гол, за што беше награден со бурен аплауз од гледачите. Корнер се изведе, но без закани, пошто се дуваше последниот свириш на судијата Арсов, со која зачи крај на првото полувреме.
Немаше голови, 0:0 е резултатот, поголема и пожртвувана борба на играчите на двете екипи и се доделени 2 црвени картони за Трендафилов кај Кидго и на Радински кај Малеш. Браво, Димитар! Čekaj bе, na футболни бигжаги или на ватербол? Второто полувреме започна со тргнување од центар на капитенот на Кидго Андреј Симински и со надеж дека ќе има уште многу интересни моменти, шанси, па да се надеваме и голови. Прво може да се укаже на играчите на Кидго по акцијата и долгата упатена топка од Колев кон Димовски, кој упати удар со погрешата десна нога, пошто топката отиде покрај голот на Малеш. Следува акција на Денковски по десната страна, додава до Колев, кој се лизна, но сепак успеа да упати топката кон казетиот простор барајки го Симински. Пред да го побрз беше Андонов, но за негова жал топката лошо подсукна на влажниот терен и го удри во рака. Близу бе и помошникот Богатинов и главниот суди Арсов, кој енергично покажаа на белата точка. Пенал за Кидго во 57-та минута, а сигурен реализатор на пеналот беше капитенот Андреј Симински за водство на Кидго од 1:0. За голема радост и на играчите на теренот и за навивачите од Пекчево, кои во голем број дојдоа во Берово. Ова беше ненаден шок за играчите на Малеш, кои не може да се соземат по премениот гол од прекин, а веќе следува нова закана од Мартин Стојанов, кој шутира оддалеку, но топката оди крај голот. На спротивната страна убава акција за Малеш преку Халитов, кој одлично го проигра Арменски, кој се најде во позиција во очи со голманот Богдановски, шутираше Арменски во голот, но топката застана во водата и стана лесен плен за Богдановски. Нова можност за Арменски веќе во следниот напад на Малеш, по добиената топка од Пачевски, која незгодно посукна се отвори простор за Арменски, но стигна Синев и успеа да го изблокира. Пачевски се обиди со удар откосо од левата страна, но топката отиде крај голот. Имаше неколку обиди за изненадување на голманот Богдановски, но тој делуваше сигурно. По еден негов дегажман во идеална позиција се најде Симински, но голманот Биковски храбро интервенираше и со пад во нозе спасува непријатна ситуација по неговиот гол. Слободен удар за Малеш, по крајот линијата изведува Пачевски. Топката оди во висок лак и паѓа пред голот на Богдановски, со глава ја закачи Ерол Пилов и ја смести во мрежата за изравнување на резултатот Кидго Малеш 1:1 во самиот финиш на средбата, поточен во 81-та минута. Гол за невидена радост, вистинска лизгачка канонада на теренот и ерупција на воодушување на трибините. Прав вистински делирум на трибините во Берово, како да се игра во Лигата на шампионите.
Неколку минути игра со одба се закани и на едната и на другата страна. Секоја акција носи своја несигурност и неизвестност пред се од лизгавиот терен и од неконтролираноста на топката во такви моменти. По една таква акција сосема непотребно беше фолиран Станоевски. Слободен удар за кют гол, а крај топката е Маријан Ташков кој е задолжен за вакви прекини. Центар шут на првата статива. Со глава Димовски сврти во компетерецот на Малеш, а таму во бокетот на играчи најбрз и најприсебен е Миле Денковски, кој постигнува гол за востено кют гол 2:1 во 90-та минута. Гол за голема радост, вистинска експлозија на теренот и вулканска ерупција кај гледачите од Пекчево на трибините. Која е оваа радост кај овие дечки? Која е оваа снага да соберат сила по тешкиот терен да јуриришаат така лесно како да е почеток, а не крај на мечот? Во последниот напад Шонтевски успеа да шутира откуса на голманот Богдановски беше на место и одбрани. И тука некаде судијата Спире Арсов освири крај на овој возбудлив, тежок за игра и до крај неизвесен надпревар. Надпревар во кој честитка за големата борбеност и пред се фудбалско знаење и во вакви временски услови за играчите и на Китго и на Малеш. Благодарност и за гледачите кои во голем број дојдат да присуствуваат на овој надпревар, полн со традиција и секогаш на високо професионално ниво. Ова е доказ дека на истокот се игра одличен фудбал, да играат некои дечки со нескриен талент на кои треба да им се посвети уште поголемо внимание и да им се обезбедат уште подобри и поквалитетни услови за игра. Китго Пекчево Малеш 2:1 со головите на Адриан Симевски од пенал и Миле Денковски за Китго и Ерол Пилов стрелец на гол за Малеш. Заврши надпреварот од последното 14-то ефсеско коло Китго Пекчево Малеш. Иако се игра во Берово, сепак гостите на денешен надпревар се играчите на Малеш. И еве прашање за Бојан Радински, тренер на фудбалски клуб Малеш. Резултатот е неповолен, меѓутоа еве по моја лична оценка и по огромни број на гледачи пред се, фајтерска, отворено, фер борба во која за нијанса беа подобри играчите на Китго. Ваш коментар за денешниот надпревар? Значи здраво, како прво сакам да им честитам на домакините на овој надпревар, како што рековте, за заслужената победа. Пред се да им кажам дека фер, коректна игра, супер. А надпреварот како надпревар помина во едни многу тешки услови пред се, во кои двете екипи покажаа дека пред се фудбалот се игра за гледачите, за своја чест, од срце, машки борбен. Резултатот таков како што помина беше, значи 2:1, тензично до крајот на утакмицата, неизвестно, но сепак докажавме дека фудбалот во истокот ќе го вратиме во полниот свој сјај. Токму затоа ги правиме овие репортажи, да направиме на популаризација на фудбалот. На истокот нешто рековте, меѓутоа еве и по моја оценка треба да им се одаде признание, честитка на играчите на овие екипи за оваа херојска борба во која на некои моменти нарекуваше и на ватерполо игра. Значи јас како што кажав пред малку на вас, значи јас сум најмлад тренер во Македонија, 23 години, што значи дека моите играчи се мои другари, пријатели, кои што си живееме заедно, што значи дека сите играме од срце борбено и тие за мене и јас за нив го даваме секогаш максимумот. Значи на нас ни е фудбалот, спортот пред сите други финанси, да не кажам потоа што следува надолу. Заврши првенството, Китго е прв, вие сте на второ место. Планови за пролетниот дел? Значи да, ние со заклучок за есенскиот дел останавме на втората позиција, што сакам да кажам дека пред се со овие играчи, кои што сите се млади и сите потекнуваат од Малешевијата, можам да тврдам дека тоа е огромен успех за Берово и Малешевијата, целата околина како општина. Плановите сега, како прво знаете, одиме после долгата сезона на заслужен одмор.
Значи малце да се одмориме со трезвени глави да видиме како што и после нова година значи продолжуваат веднаш празниците поминуваат, продолжуваме веднаш со уште понапорна работа. Како што кажав, оваа екипа се уигрува и ќе се доигрува, значи очекувајте од нас во пролетниот дел уште подобра, уште поборбена и уште поуспешна екипа. Ви благодарам и посакувам успешна сезона до крај. Ви благодарам на вас и уште еднаш благодарност за тоа што го промовирате спортот во Истокот. Домаќин на денешниот надпревар, иако се игра во Берово, е тренерот на Кидго Пехтиво Трајче Сенев. Коментар за денешниот надпревар во кој на некој момент нарекуваше и на ватерполо надпревар. Пред се може да кажеме дека стварно теренот беше лош за игра, не дозволуваше да се прикаже некоја допадлива игра, но и двете екипи прикажаа борбеност, агресивност, играа со срце. Имаме во првото полувреме некои своји шанси, не постигнавме гол. Има и нормално и противникот имаше шанси во вториот дел. Постигнавме еден гол, имаме уште некои шанси да постигнеме и втор гол, не успеавме. Гостите изедначија на 1:1 и мислам дека срекно во 90-та минута постигнавме втор гол, каде што ми честитам на моите фудбалери за борбеноста, за трката и мислам дека ќе продолжиме натаму со овие фудбалери. Тие се доста млади, доста квалитетни екипи. Мислам дека веќе со едната нога сме во втората лига. Ќе направиме се, можеби со некои појачања и да конкурираме во втората фудбалска лига. Коментарот на гледачите на трибините ги имаше од Пехтиво, ги имаше повеќе од Берово, е дека се прикажа вистински прволигашки фудбал, имаше перфектни акции, меѓутоа на некои моменти водата беше и како нивни противници, меѓутоа играчите дадоа се од себе херојски одигра. Па да, и кажам дека теренот стварно не дозволи и двете екипи да прикажат некој добар фудбал, но и двете екипи прикажаа борбеност, агресивност, имаше динамика на преварот, можеби не имаше некоја лепота. Мислам дека гледачите беа задоволни од двете екипи што прикажаат тоа на теренот и посакувам успехи натаму на фудбалери на екипата на Малеш и до година да бидат едни кандидатите за да влезат во втората лига. Токму да денеска се стават точки на сетскиот дел, екипата на Кидго Пехтиво е на првото место, има убедлива разлика, Малеш е второ, еве некои планови за пролетниот дел. Па точно е сега е пауза таму, мислам дека ќе бидеме до 15 јануар, фудбалерите да одморат. После ќе се направи таму план, програма за припремниот дел, мислам дека ќе заминеме во дојран на подготовки. Ќе видиме дали ќе земеме овој дел некои фудбалери или на крајот на сезоната ќе со некои појачања за да се надпреваруваме добри во втората фудбалска лига. Како да е, традицијата продолжи, добра игра, убав амбиент, гледачи задоволни, видоа убави 3 гола, што ќе рече вистинско дерби на вистинско место. Па да, право дерби беше секој пат кога играат овие две екипи, има динамика над преварот, има на трибините препуцавање меѓу гледачите и мислам дека, пак ќе кажам, за до година фудбалски клуб Малеш мислам дека има добри и има услови за да се надпревари и тој во втората фудбалска лига. Нашата камера, камерманите Јордан Пехливанов и Гора Христовски го забележа тоа, беше вистинска бразилска атмосфера во која што навивачите на едните други и на другите со аплауз ги поздравија хероите денес на теренот. Да, и се заблагодаруваме и навивачите на фудбалски клуб Малеш и на фудбалски клуб Кидго за тоа што цело време и фудбалски и навивачите на Малеш се секој пат со фудбалерите, секој пат ги бодрат и кога играме во Пекшево и кога играме овдека и само може да ги посекам среќа за до година да направат добар тим. Тие се млада екипа каде што има стварно добри фудбалери, со некои појачања мислам дека ќе се борат за да влезат во втората фудбалска лига. Па да, мислам дека немаше да биде незаслужено и фудбалски Малеш да заврши на превод нерешено и мислам дека тој резултат ќе беше најреален и сите гледачи ќе беа задоволни. Вака сега боловите остануваат кај нас и посакувам среќа и успех во натамошните надпревари на фудбалски Малеш. Еве ги комплетните резултати од последното 14-то есенско коло. Бреганица Голаков Чеполе 3:0. Рудар 1947, Слога 1934, 3:0, регистриран службен резултат, бидејќи играчите на Слога не се појавиле на теренот. Кидго Пехтиво Малеш 2:1 и Кежовица Зрновка 8:0. Табела. Есенски шампион е тимот на Кидго Пехтиво на првото место со 40 бодови. Второ место за тимот на Малеш, кој собра 24. Трето место Брегалница Голак 23. На четвртото место Кежовица има 21. Пето место за Рудар 1947 19.
Шесто место за Овчеполе 18. На седмото место Слога 934 има 15 и на последното 8 место Зрновка со само еден освоен бод. Драги гледачи, толку за оваа спортска репортажа во која се спушта фудбалската завеса на третата фудбалска лига група Исток со напомена дека идниот вторник ќе се обидеме да направиме една ретроспектива за оваа сезона во која екипите од Истокот, иако малобренои, донесоа многу ведрина и свежина што дава надеж за уште успешна перспектива за понатаму. Благодарам за вниманието со кое не следевте. До следниот вторник, останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!